Значи стравот, еве за маските, накратко, би сакала малку повеќе за маските зборуваме. Имав некои искуства еве со маски луѓе што носат, значи зошто? Заради заштита од вирус или заради заштита од казна? Има и такви кои што сметаат дека се заштитуваат од вирус, меѓутоа повеќето ја носат маската за да не добијат казна. Значи страв. А и двете се страв. И стравот од вирус е страв. Значи со стравот не држат да бидеме послушни, да ги прифаќаме нештата кои што веројатно кога не би била присилата, не би ги прифатиле. Например, дозволете утре да биде право на избор носење на маска. Па ајде да видиме кој ќе ја изведе, кој ќе ја носи. Така. Дозволете право на избор дечињата да одат во училиште. Без никакви протоколи непотребни, тотално и грешни и лоши по здравието на децата. Па ајде да видиме кој ќе оди, кој нема да оди. Значи дел се уште ќе веруваат во вирусот опасен и така натаму, со смртност од 0,004% на светско ниво. Меѓутоа дел секако ќе сакаат дечињата да се вратат таму кај што беа без никакви непотребни протоколи. Значи, мнението на народот ќе го видите само ако го оставите правото на избор. Понатаму две имаме кратки видеа, исто тоа се од нашиот YouTube канал, за маските. Значи, ова е многу важно. Само пред да ги пуштите режија малку време. Значи, во април Светска здравствена организација излезе со теза дека здравите лица не треба да носат маски, нели само одредена група која што веќе заболена и така натаму, и дека маските може да бидат и штетни. Така. И сега, тоа го пренесе и нашиот министар за здравство. Јас сега многу скоро го реобјавив тоа видео и гледам факт-чекер го скинал и пишува, нели, зошто и како и што се случило. И сега првото објаснување е дека тоа е веќе стара вест. Добро. И второто е дека тој така рече дека го поврза некако маските као со недостаток, значи да не има некаква голема побарувачка за маски, па демек не мора здравите лица да носат, некако така го изврте и факт-чекерот некако така го исто го прикажа. Меѓутоа јас тука се прашувам дали е факт дека здравите лица не треба да носат маски. Ако е факт, како тој факт не важи после 2 месеци, кога СЗО ги ревидираше своите проценки за маските, меѓутоа ќе објаснам за нив, не е така како што пренесува нашите медиуми и министерот. Меѓутоа еве, се случува дека се принудуваме фактички сите да носиме маска, ама тоа ќе го објасниме. Најпрво имаме 2 видеа каде што СЗО директно ќе ја видиме како објаснува како треба да се носи маската. Тоа е многу важно. Риче, уште се слушам, така? Значи, како треба да се носи маската и како треба да се после тоа да се отстрани. Јас луѓе гледам по улица фрлени маски, во вода маски. Да. Значи, ако е толку опасен вирусот, значи, па дали ние не треба некој специјален контейнер евентуално да имаме, отпад медицински, така како што прават во болниците. Ако е толку многу страшен вирусот, сите изумревме. Значи, СЗО кажува точно како се носи маската, не смете да ја пипнете и така натаму, и потоа веднаш се фрла. И во второто видео кажува дека и здравите луѓе не треба да носат и така натаму. Може да ги видиме и тие видеа. Medical masks like this one cannot protect against the new coronavirus when used alone. When you wear them, you must combine with hand hygiene and other preventive measures. WHO only recommends the use of masks in specific cases. If you have cough, fever, and difficulty breathing, you should wear a mask and seek medical care. If you do not have these symptoms, you do not have to wear masks, because there is no evidence that they protect people who are not sick. However, if you are healthy, but you are taking care of a person who may be infected with the new coronavirus, then you should wear a mask whenever you are in the same room with that person. And remember, if you choose to wear a mask,
Use it and discard it properly, and clean your hands with alcohol hand rub or soap and water. For more information on mask use, other preventive measures, and the new coronavirus, check WHO website at who.int. Thank you. If you do not have any respiratory symptoms such as fever, cough, or runny nose, you do not need to wear a medical mask like this one. Mask alone can give you a false feeling of protection and can even be a source of infection when not used correctly. Masks should only be used by healthcare workers, caretakers, or by people who are sick with symptoms of fever and cough. Why? Because healthcare workers and caretakers are in close contact with ill individuals, so they're at higher risk of catching COVID-19. And sick people should wear masks to protect others from small droplets that can come out when they cough or sneeze. So, for healthcare workers, caretakers, or individuals who have fever and cough, this is how you should wear a mask. Before touching the mask, clean your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Inspect the mask for tears or holes. Verify which side is the top. This is where the metal piece is. Then identify the inside of the mask, which is usually the white side. Then fit the mask on your face. Pinch the metal strip or stiff edge so it holds to the shape of your nose. Adjust the mask over your face, covering your mouth and chin, making sure there are no gaps between your face and the mask. Do not touch the front of the mask while using it to avoid contamination. If you accidentally touch it, clean your hands. To take off the mask, remove the elastics from behind without touching the front and keep it away from your face. Discard the mask immediately in a closed bin and clean your hands. It is important not to reuse the mask. Replace it with a new one as soon as it gets damp. And remember, the best way to protect yourself from the new coronavirus is frequently cleaning your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Stay safe and see you next time. Така, значи Светската здравствена организација во април не извести дека здравите лица не треба да носат маски, значи нема никаква потреба од тоа и дека маската не заштитува, туку може да ни даде чувство на заштита. Значи на еден начин психолошки ние сметаме дека се заштитуваме или пак дека го заштитуваме другиот, како што многу мина гледам милуваат да кажат носам маска за да го заштитам другиот. Родителот или кој да. Велосипед возат, да. маската не ја вадат. Има смешни случаи, има навистина, значи јас гледам и нели на брада, на уши виси, тука на лактот, па не во джеб, во ташна, сами во автомобил со маска. Се прашувам што прават после тие луѓе со таа маска. Значи ми виси тука ќе ја стуткам во чанта или не знам каде и потоа влегувам продавница и ја ставам на уста. Значи еве го кажа и СЗО, тоа може да предизвика инфекција. Значи, луѓе, тоа се факти. И овој факт не може да се промени после 2 месеци, кога СЗО ја промени малку политиката. Тоа беше веројатно времето кога рекоа дека и асимптоматските можеле да го пренесуваат вирусот, што е, мислам дека чиста небулоза. И малку ја променија политиката за маските, меѓутоа нашите медиуми, како ведва и да дочекаа, па на нашата веб страна можете и така да видите, имаме цитирано од ГРИД и од ТАЙМК наслови СЗО нареди носење маски на сите во секој време и така натаму. Само да не заборавам, многу е важно, имаме исто на нашата веб страна за маските слика од кутија за маски каде што пишува дека оваа маска не ве штити од вируси, ниту пак од COVID-19. Значи иста во оваа маска што сега гледавме на видеото, не штити од никакви вируси. Јас дури во Зеген појдов, побарав пакетче, сметајќи дека кутивче некакво ќе добијам, каде што ќе можам да прочитам што точно пишува,
Меѓутоа, таа извади некакво кеса извади, од која што почна да вади маски, велам, чекайте, нема нешто да видам, не, вика, тоа е, значи, какви се тие пакувани, препакувани, се заблагодарев и се излегов. Така што после 2 месеци, во јуни, откако нели најави за асимптоматските, како што кажав, нашите, па и министерот нормално, веќе најави задолжително носење на маски. Меѓутоа, што точно кажа СЗО, тука имам јас навистина многу материјал, меѓутоа во интерес на време, повторно се повторува тоа, да ги направи луѓето да се чувствуваат дека можат да придонесат за да се спречи вирусот, тоа е позитивниот ефект на маските, а негативниот ефект е дека имаат лажно чувство на сигурност. И има една цела листа на предности и негативни ефекти, значи навистина има тука што да се види, негативните би ги кажала. Потенцијално само загадување, што може да се случи доколку немедицинските маски не се менуваат кога се влажни или извалкани. Ова може да создаде поволни услови за засилување на микроорганизмот. Потенцијална главоболка или тешкоти во дишењето во зависност од видот на користената маска. Значи ова веќе го среќавам и на терен. Луѓе се жалат дека на главоболки, така. Значи има една друга статија што ја читав, кажува главоболки, кардиоваскуларни проблеми с големен крвен притисок и така натаму. Сето тоа може да се појави заради помалата сатурација на кислородот, значи и вдишувањето на сопствениот јаглерод диоксид. Значи мене навистина не ми е природно како тоа некој сака. Значи се оваат респираторни проблеми. Апсолутно. Токму тоа што они го потенцираат. Па сега јас исто така се прашувам новинарите, значи не знам, прашања на вистина не се поставуваат вистински. Еве мене ме интересира на пример од тие заболени кои што ги кажуваат, а не се заболени. Заболени или позитивни, значи тоа има голема разлика. Не се прави разлика помеѓу тоа, се е заболено. Колку од нив на пример ги почитувале мерките? Ме интересира. Така? Па колкав процент од тие што почитувале мерки го добиле вирусот, така заболеле. Тоа е многу интересен факт. Колку од нив биле вакцинирани? И со која вакцина? Бидејќи докажано е дека вакцината за грип го намалува имунитетот и може во време на епидемии, пандемии да предизвика побрза смртност токму кај овие лица со Италија токму тоа кои што веќе се вакцинирани. Потоа имаме потенцијален развој на лезии на кожата на лицето, иритирачки дерматитис или влошување на акните, тешкоти во јасно комуницирање, потенцијална непријатност, лажно чувство на сигурност, еве го кажавме, други критични превентивни мерки како што се физичко растојание, хигиена рацете и така натаму. Ова сето ќе можете да не го споменуваме воопшто оној ефект каде што се вели дека маските се символ на робството. Да речеме дека еве да се држиме до факти. Иако се служувам на еден начин, меѓутоа еве не сакам да се доведеме во ситуација да конспираси теории. Значи, носењето маска нема да придонесе го спречите вирусот. Тоа ќе придонесе да сметате психолошки да мислите дека се спречува вирусот. При тоа ќе уживате не во намален ризик, туку во намален потенцијален ризик од изложеност кон заразни лица. Значи, СЗО, кога го ажурираше ова упатство после 2 месеци, тие транспарентно сите овие работи ги имаат објавено. Значи, тие препорачуваат на државите кои што сакаат да применат маски, меѓутоа точно под кои услови? Целна употреба на маска да се каже на јавноста. Зошто, како, дали намерата е да се спречи заразениот носител да го пренесува вирусот или да понуди заштита на здравиот носител, значи болниот го штитиме или здравиот го штитиме. Ризик од изложеност на вирусот. Потоа имаме лица кои работат во близок контакт со јавноста, социјални работници, работници за лична поддршка, касатори, значи точно одредени групи. И така натаму. Значи, ако маските бидат препорачани за општата популација, носителот на одлуката треба јасно да ја соопшти целта носењето маска, каде, кога, каков и каков вид маска. Значи, исто така, гледаме разни видови, памучна тканина, не знам, синтетика, веројатно купени од продавница, од аптека и така натаму. И сега, тука логично прашање еве што мене пак ми се поставува, дали тие некакви студии кои што по мое сознание не постојат, кои што докажуваат дека маската штити, бидејќи големината на вирусот е
до 0,30 микрометри, нанометри, сега нема фаќате. Мене ме личи на тестирање да се види колку се луѓето спремни да ги причитуваат нивните наредби. Тоа нема збор за тоа, значи ова беше еден тест и се уште е за да се види колку народот прифаќа одредени мерки. И сега денеска имаме нема маска, нема продавница, нема маска, нема училиште, нема маска, нема патување или. Утре заменете го зборот маска со вакцина и го имате истото. Нема вакцина, нема ова, нема вакцина, нема она. Значи полека не подготвуваат преку оној ефект на варена жаба, што Томче Ширков многу добро го образложи. Значи не наеднаш, зашто жабата ќе скокне, туку полека народот си легнува на брашното и полека се ќе се прифатиме. Значи да заклучиме за многу е важно за студијата за ажурираното упатство. Од СЗО не е така како што го прикажаа нашите медиуми и министерот. СЗО не може да нареди, може прво да препорача, нели, сега за затворени врати што се кажува, јас не знам. Меѓутоа, официјално има точно одредени случаи во кои треба да се носи маска, а не дека секој жив во оваа држава треба да носи маска. Јас би сакала сега, пошто навистина има многу интересни работи што се случуваат во моментов, од режија ако може да пуштиме видеото прво. Значи, кога веќе почнавме за самите мерки да зборуваме, една од мерките е нели и носењето на маски како задолжителна опрема го најавија во последно време. И многу е интересно што се случи завчера. Значи ова се ептентазе, значи се извинувам, видеото не е на македонски преведено, меѓутоа ќе го искоментираме. Да. Welcome to Hannity. Breaking tonight, we are tracking multiple developing stories, including this one. Yes, from San Francisco. Look at your screen. Fox News has exclusively obtained this security footage showing Nancy Pelosi, the Speaker of the House, at least in name only, getting her hair done at a San Francisco salon, despite local officials forcing all salons to remain closed because of coronavirus concerns. Well, as per usual, the rules don't apply to Nancy Pelosi. The owner of that salon is infuriated. We have all of those details and video coming up. Така, значи ова што го видовме на видеото е прво нели телевизијата е Fox News, државна телевизија национална, се извинувам, не државна во САД. И ја гледаме Ненси Пелоси, која што е спикер во Конгресот, ако не се лажам, не во Сенатот, мислам во Конгресот. Значи нешто како нашиот Талат Џафери, да речеме. И таа инсистира, значи таа е од Демократската партија, нели? И тие инсистираат цело време на тоа дека мора да се носат маски. Па Ненси Пелоси се јавила кај својот фризер и тој отворил специјално за неа. Значи фризерот не работи. Забрането е да работи. За незе може. За Ненси Забрането Пелоси е да работи, тој не остварува никакви приходи, меѓутоа таа се јавила кај својот стилист и нели мора за неа да се да ја се учини да таа направи фризура. Значи еме отворен салонот, на незино барање им се гледа дека не носи маска и ова е веќе на сите телевизии. Така се води како интересен момент, незината изјава беше дека сакале да ја наместат. Нешто така беше, а јас ја читав и текстот го читав на Fox News. Значи тоа е фактички стилист кој што изнајмува столче кај еден фризерски салон. Не е тоа собственикот на салонот, тој дали знаел и не знаел, отпосле тој ја видел на камера и ја пуштил камерата во медиумите. Значи едноставно ете се побарала и се